една сторија на колегата Бранко Чупевски за Димитар Гошев. Димитар Гошев е дипломиран студент на Градежен факултет. Тој е магистар по технички науки во областа на градежништво и е добитник на наградата Инженерски прстен за 2023 година. Вели вака: сметам дека Македонија е земја со неограничен потенцијал. Иако периодов е тежок за нас, сметам дека во Македонија има услови за понатамошно усовршување и надоградување на сите млади луѓе. Планирам мојата иднина да ја градам во мојата татковина и да ја направиме поубаво место за живење за сите нас. Јас сум магистриран градежен инженер. Завршив на Градежен факултет тука во Скопје. Таму исто така и дипломирав, исто така гимназија исто во Скопје. Иако јас по потекло сум струмичанец, не сме семејство од Струмица, кога јас бев мал, ние се преселивме во Скопје. Убави чувства, и тоа не чувства со колегите, долгите сати на предавања, долгите сати после предавање што седевме, пишувавме програми, учевме, задачи решававме, убави мемори. Јас за Димитар Гошев можам да кажам само пофални зборови, бидејќи не само што слушаше предмети кај мене по предметната програма градежништво, јас му бев и ментор на дипломската работа, која што работеше. Низ дискусиите можев да следам како се развива во она што ни е целта, да биде градежен инженер пред се, а потоа и во текот на студирањето на после дипломските студии, значи на вториот циклус, од една страна почна со претходно напрегнат бетон, потоа навлезе во технологијата на бетон и изучувањето на материјалите, што е, да кажем, и задача на еден градежен инженер. Навистина да решава повеќе проблеми во текот на кариерата, што верувам дека Димитар и успешно ќе одговори. Јас сум имал прилика да идам и во Германија, во Ахен, во Истанбул, во Србија, во Нови Пазар, на повеќе места, и образованието тука што се стекнува, комотно можам да кажам дека е на подобро ниво или блиско ниво со нив. Професорите се многу поотворени. Денешниот свет е полн со информации, ние ги учиме студентите да може да се снајдат кога ќе дојдат во реалниот свет. Како што гимназијата спрема за факултет и кога ќе дојдеш на факултет ти е шок, така да кога ќе идеш од факултет на работа, пак е шок. Алатките ги поседуваш. На кој начин има разлики, некои работи ќе ги научиш таму, или некои работи тука што ги видел малку се таму поразлични, ама да, дефинитивно си спремен да продолжиш во животот. CAD, Computer Aided Design секторот, пошто тој сектор вработува архитекти, градежни инженери, машински инженери, сите технички струки. Значи, Димитар како градежен инженер многу добро се вклопи во нашиот концепт на работа. Сите квалитети негови се во суперлатив, значи исполнителен. Неколку месеци наназад избран за работник на месецот, значи се најдобро од досегашната пракса. Кога ти ќе завршиш некој проект и ќе го видиш тоа, дека тоа има излезено од твои раце, од твој ум, од твоја замисла, има друго задоволство, друга тежина. Ама процесот да се стигне до тоа е напорен. Јас би се опишал како градител, човек кој има желба и амбиции да изгради нешто што ќе остане, да оставам трага некоја. Димитар е најамбициозен од сите нас тука и секој пат ни се наоѓа во секоја ситуација да ни помогне. Овде е гимназијата Јосиф Броз Тито, каде што јас го завршив моето средно образование. Ние сме во глобала семејство на инженери и татко ми е исто градежен инженер и сестра ми е исто така градежен инженер. Така да јас сум третиот у моето семејство градежен инженер. Така да веќе настанато традиција. Веднаш кога стаса за школа Димитар го запишавме овде, стварно тука беа неговите први почетоци, тука научи да пишува, да чита и од овде тргна
понатаму неговите амбиции да завлезе во струката во која сега заврши. Тоа е на некој начин наследство. Мене ми е големо задоволство тоа што Димитар сакаше да продолжи во оваа област, каде што јас и татко ми можеме да му даваме совети, да му помагаме и тој да ги достигне нашите успеси, да постигнува уште поголеми успеси од тоа што ние сме постигнале за сега. Се даде едно вакво признање на еден градежник, мислам на кој било технички факултет, многу големо нешто. Како мене лично ми дава тоа мотив јас да бидам подобар студент, повеќе да учам, повеќе да се трудам, зашто гледам како тој унапредува понатаму живот. Јас го доживувам како лично мое признание, бидејќи мислам дека е тоа круна на целиот мој труд што го има вложено во неговото растење, образување и на крајот дека сум успела да створам едно добро, паметно дете кое се надевам ќе придонесе за нашето општество.